Почитувани пријатели, роднини на Перо Спировски Пипо, љубители на уметноста, почитувани битолчани. Имам особена чест да бидам дел од овој настан и воедно да бидам дел од протоколот, од отворањето на оваа спектакуларна, монументална изложба на Перо Спировски Пипо, нашиот сограѓанин, голем уметник. Ќе ми дозволите, напишав одреден текст и порационално е да го прочитам. Исклучителниот автор на пејсажот, неразделно вткаен во природниот амбиент. Уметникот Перо Спировски Пипо е маркантен представник на првата повоена генерација македонски современи сликари со академско образование. Во текот на своето уметничко образование во художествената школа во Скопје и потоа на студиите на Педагошката академија, сликарски оддел, исто така во Скопје, Спировски се пројавува и истакнува со својот оригинален авторски стил. Особено е свој и впечатлив при скицирањето и цртањето обични секојдневни ликови, популарно именувани ноќни актови, но и во цртањето на модели од скулптури од познати историски личности. Како припадник на печлената ликовна група ВДИСТ, формирана во 1955 година во Битола, во состав Видимче, Пецо, Димовски Јован, Ивановски Методија, Спировски Перо и Тараиковски Борислав, сите заедно и секој поединечно даваа свој значаен придонес и личен печат во сликарското творештво во Македонија и Југославија во текот на 50-тите и 60-тите години на минатиот век и истовремено го трасираа современиот пат за идните помлади генерации ликовни творци. Доследен на својата сликарска мисија, сите петмина битолски сликари, секој на свој начин, дадоа голем значаен и незаменлив прилог и придонес во развојот на современото академско македонско сликарство и уметност. Перо Спировски со својот нежен и суптилен пристап кон пејсажот, оној од нашево поднебје, пред се планината Баба со Пелистер, ширната и рамна Пелагонија со драгори притоките, со Шемница и Црна река, ни остави еден монументален и исклучително богат ликовен опус кој трајно ќе провејува низ нашите идни животи, облагодурувајќи ги нашите домови, установи и институции со возвишени чувства и суубавина. Ретроспективната изложба на Перо Спировски Пипо во галеријата и музеј Ранко Струмениковски во Битола содржи 100 дела, создадени во полвековно, активно, плодно и континуирано сликарско творештво. Според обемот и содржината на изложените дела, слободно може да се констатира дека оваа изложба представува првостепен спектакуларен настан кој ретко се проследува во нашите галериски институции. Ова е изложба од висок уметнички квалитет, изложба што зрачи со својата суптилна убавина, која нема намера да кокетира и да им се допадне на публиката, туку тој е оригинален, авторски, препознатлив пред се во пристапот и начинот на прифаќање на пределите и пейсажите со колоритот и нијансираните слики и уметнички трансформации кои никого не оставаат равнодушен. Логички следува прашањето, како сето тоа му успева на Спировски? Тајната е во неговиот изразен сликарски талент, надополнет со секојдневното активно присуство во природа и како страствен риболовец, и како човек неразделно поврзан и влюбен
во природата, пределот, шумскиот амбиент, реките. Иако Спировски своевремено беше наставник во поликовно образование во основно училиште, тој го користил секој слободен миг да другарува со природата, со водите, шумите, со мирисите, со звуците на птиците. Сликајќи ја природата, тој не ја пресликува неа, тој се чувствува дека е дел од природниот амбиент. Во секој момент од деноноќието, во секое годишно време, тој едноставно е заробеник на убавината. Пейсажите на Спировски, независно дали се миниатури или се монументални платна со димензии од на 3 метри, какви што се оние во владата на Република Македонија или во хотелот Цар Самуил во Струмица, во сите нив извира музикалност, пасторална топлина и нежна мистичност. И конечно, пейсажите на Беро Спировски Пипо од прекрасната роднокрајна природа на Битола и околината со подпелистеријето, Пелистерската рамнина, како и речните и водните амбиенти представуваат додадена вредност на божествената убавина на нашето поднебје. Благодарам. Давам збор на ќерката на Перо Спировски, Билјана Стаматова, која ни излезе во пресред да ни остапи дел, најголемиот дел од богатството на Перо Спировски. Ве поздравувам сите присутни, ви благодарам за вака добрата атмосфера што допринесовте да биде во галеријата. Пред се сакам да се заблагодарам на установата галерија и музеј Ранко Струмениковски, собствениците Тања и Драган, и се разбира нашиот ликовен критичар, уметник Владо Ѓоревски. Јас би сакала неколку зборови да кажам, меѓутоа од аспект на очите на негова ќерка, затоа што јас не сум доволно образована да зборувам во врска со тоа ќе кажат другите, со уметноста. Перо Спировски беше човек карпа, силен, стамен, здрав. Не знам, значи немам зборови да кажам колкава беше неговата јачина, неговата појава, колку многу зрачеше со енергија. Знаеше да биде многу строг. Тие што го познаваат, знаат. Знаеше да биде многу прецизен. Сакаше да биде све под конец. Неќеше да има налево, надесно. Значи, се застапуваше за праведноста, се застапуваше за дисциплината. И не само како педагог кон учениците, туку и кон цела фамилија. Ние прво најблиските и пошироките, да речем и внуци, и роднини, други, секаде беше, не можам да речем страф и трепет, меѓутоа беа сите со здраво почитување кон него и сите го смета неговиот збор како збор кој што нема мрдање и не може да се промени. Значи, неговата енергија беше толку силна, што доволно беше само еден поглед и да го пресечи човек на половина. Меѓутоа, за сите тие негови силни енергии што ги имаше, стоеше едно огромно срце до небото. Значи, знаеше да помогни секому. Знаеше да и среде ноќ, ако го викнат да оди, да пружи помош на познати, на непознати, безусловно. Знаеше да се даде себе си за било шо. Така да, уште сакам и тоа да кажам дека не беше себичен, не беше скржав, не беше алчен. Едноставно сакаше еден обичен живот да живее без некакви насилства, без некакви притисоци, без да биде слободен во секој поглед.
за уште нешто покрај сите овие вакви особини, што уште не знам колку не успеав да во моментов од возбуда да се сетам и да ги кажам, би кажала една негова страст, а тоа беше риболовот. Значи, навистина беше страстен риболовец, колку што беше уметник, тој толку беше и риболовец. Знаеше да лови крапови на Преспанското езеро на времето, кога водата беше до патот, дури и кајче сам си направи. Знаеше да лови сомови на Тиквешкото езеро, дури еднаш и ќе се превртеа во едно невреме. Меѓутоа, неговата најголема страст беше ловот на пастрмки, а знаеме пастрмките се на во изворските делови на реките, во планинските, во онаму каде што природата е најчиста. На изворите на Треска, на Радика, на Црна, некаде Белица, не се ни сеќам. Знаеше, било сам нас да ни раскажува за доживувањата, било кога ќе се собереа така друштво рибари да си раскажват, па како таму во Брзакот, па како таму во Вирчето, па како оцејот на сонцето, значи сите тие негови импресии што ги доживуваше. Па како мечката со мечината таму поминала, па волкот завивал онаму, змијата покрај него поминала, за лисици и зајаци да не збораме. Јас така, како дете, ќе го прашав добробетато, како не ти е страв, негогаш и под ведро небо спиеја со преспивање одеа. Од зверовите, од животните. Едно нешто ми рече, слушај Керко, нема поголеми зверови од луѓето. Јас тогаш на мои 10 на 12 години не го сватив тоа. Меѓутоа, животот покажа колку тој бил во право и колку беше голема неговата желба кон она вистинското, кон природата, а не кон луѓето. Може би и затоа сите овие негови дела се претежно свртени на природата, на водата, на небото, онаму каде што тој најмногу трпеше енергија и најдобро се чувствуваше. И често пати застанати покрај неговите платна, ќе речеме, види каква имагинација на уметникот, црвено небо, сино, зелено, па сина почва, па црвена, па кафеава, па какви ли имагинации. Меѓутоа, ние сите брзајки по патеката на животот, не стигнуваме да застаниме и да ги видиме сите тие бои кои што тој ги доживеа и кои што ги пренесе на неговите платна. Јас тука би застанала да не се расплакваме понатаму. Многу сликовито, го емотивно го донесе ликот на Pero Spirovski Piko. Оно што го кажа, можеме да го доживееме у неговите дела. Во продолжение, нашиот ликовен критичар, Владо Ѓодески, ќе се осврни за валерите, вредностите на сликарскиот фокус на Pero Spirovski. Благодарам на Бојана. Баш по контекст размислував и јас денес. Откри една димензија за мене кај Pero Spirovski, хемингвеевска димензија. Мисијата на галеријата Ранко Стреманиковски продолжува. Таа мисија е рехабилитација на групата артист, која беше на некој начин во некоја позиција поставена не баш многу афирмативна, затоа што сега допрва откриваме огромен број на дела кои не биле презентирани, кои не биле откриени, кои не биле представени и за кои воопшто не се знае. Например, Билјана ни даде една огромна збирка на цртежи која се уште не можеме да ја дооткриеме, толку брилјантни, толку виртуозни, толку добри, што почнувам да размислувам за не само рехабилитација, за преиспитување
на македонската и на битолската ликовна уметност. Затоа е важно ова што се случува сега, бидејќи откриваме некои работи кои долго време беа скриени под тепих. Покрај тоа, за Перо Спировски треба да се каже и за останатите членови на ДИС, дека започнаа пред војната и веднаш после војната, и тоа започнаа со исклучително голема дарба за сликање, исклучително голема дарба за композиција, за пластичност, за анатомија, и уште во тоа време кое мислиме дека беше сиромашно, дека беше бедно, дека беше назад од другите времења, тие покажаа дека се многу современи и се на ниво на сликари кои се дел од милието на најпознатите ликовни академии. Перо Спировски, после тој период на абсорбирање на ликовноста, многу брзо помина низ многу значајните фази во сликарството и потоа се случува една драматична негова промена во која или преку која потполно расчистува со човечката фигура, потполно расчистува со така наречениот интелектуализам и хуманизам и потполно се отдава на природата. Таа негова одаденост на природата, таа негова припадност ќе ја носи до крајот на животот и таа има еден многу длабок контекст. Прво и основно, кога се гледат неговите слики, мислам дека е малку вон контекст ако се гледат само како декорација, како импресија, како пейзаж, како географија, како локација, како колориса, како композиција. Тоа пред се на некој начин се идеалистичките или вистинските портрети на човекот. Во тоа време кога тој расчистува со сите своји брилјантни позиции во толкувањето на уметноста и кога се отдава на природата, во Белград делува една група медијала, чиј автор Леонид Шејка напиша една многу значајна книга која во Европа стана водител на едно поинако толкување на уметноста, наречена Градот ѓубриште. Зошто е неговата определба кон природата и зошто таа определба е всушност идеалистичкиот, односно вистинскиот пристап на човекот. Тоа е позиција во која го откриваме човекот во сите негови елементи. Љубовта, елементарноста, исконскоста, архетипноста и најважното светлината која извира човекот. Тој никогаш не се откажа од неа. И најважното, тој се појави како пророк, како визионер, како човек кој имаше сенс и имаше чувство што ќе се случува во иднина. Денес живееме во градови преполни со ѓубре, живееме во градови со деструктивна урбанистичка промашеност, живееме оттугени, живееме без говор, живееме ослабени во својата хемингвејска моќ, стаменост, живееме заробени во една техничка во едно техничко робство и во едно вулгарно материјалистичко општество. Тој прв предупреди за тоа, тој прв откри кон каде се движиме и прв ни покажа. Имаме избор. Или ќе се вратиме таму од каде што дојдовме, или ќе бидеме машини со вградени чипови и ќе живееме според она што ќе ни биде сервирано и според она кој потполно ќе го уништи човечкото волница. Затоа овие дела се многу важни, многу значајни, бидејќи не се само ликовна уметност, туку се еден вид на откритие што се бескрајно содржи човекот во себе.
неговата љубов кон природата е всушност негово откривање на длабочината на човекот. Затоа неговото творештво е непрекинато, без паузи, без промени, стамено, чврсто и со една ликовност која е незаменлива. Пред крајот на животот тој остави еден вид тестамент од 365 дела, им ги поклони на луѓето и им кажа: секој ден е единствен и во секој ден се раѓа природата во нас така раскошно, така блескаво, така светлосно. Погледнете ја, испитајте се, преиспитајте се и размислете каде и како ќе одите понатаму. Неговата визија денес е се поактуелна, се позначајна. Имајќи ги во предвид овие сите ситуации, често почнувам да размислувам, тоа е моје лично мислење, кој и како ја одредува позицијата на ликовните уметници, кој е на врвот, кој не е на врвот, кој е во споредна улога, кој не е во споредна улога. Затоа што секој уметник има свој мотив, секој уметник има своја причина, секој уметник има своја травма или своја бескрајна љубов зошто слика. Неговото сликање е естетика, е убавина, подалеку од љубриштето, подалеку од отугеноста, поблиску до љубовта. Затоа сметам дека ова ваша позиција, улога на рехабилитација е од исклучително значење ако се уште има луѓе кои можат и кои сакат да размислат каков ќе биде нашиот понатамошен пат. Перо Спировски, сигурен сум, е тука, жив е, не постои смрт, неговото творештво има свој пулс, има своје срце и на некој начин ни ја открива безсмртноста, не на ликовната уметност, безсмртноста на светлината која секој од нас ја носи и која упорно сакаме да ја скасниме. И благодарам. Благодарам на Владо Ѓоревски, ова отворање на ова наистина значајна изложба од се невообичаено одредена драматика. Ќе ја продолжиме за кратко и со малиот осврт на доктор Тања Струмениковска со нејзиното видување инспирирана од Како што рече Билјана, неговиот поглед и мене ме допре. Кога влегов од оваа просторија, Драги имаше 90% наместено и реков не, ова ќе биде чисто пейзаж. Тие што не бе делата, оде на друго место, зашто ти така Перо ми кажа, така ме допре. И ме предизвика да го напишам ова моје видување. Сликарот Перо Спировски, лиричарот на своето време. Постојаноста и препознатливоста се ударни атрибути на ликовното творештво на Перо Спировски, обележано со лична сензитивност, искреност и авангардност, што води кон естетска вредност. Доследен, крајно емотивен. Тој ни ги доловува пейзажите на нашето поднебје, кои секогаш се со одредена мистична меланхолија, која бара едноставна почит од консументите и взаемно разбирање меѓу нив и авторот. Со тактилната експресија на неговата четка, пред нас извира, се извишува македонскиот пейзаж, како пред нас тој да лебди, обстојува. Па така пейзажот го чувствуваме реално, допирајќи ги дамарите на нашите души. Посебно е внушителен колоритот со својата раскошност на нијанси и бои, рефлексии и оцјај и присутност на светло и темно, па така се добива оригинална авторска слоевитост. Спировски како исклучителен сликар не води по уметничкиот пат, преку нерамниот макадам до височините на небескиот свод, до раскошните широчини на рамната Пелагонија,
со длабочините на водите на реките. На тој начин, со прецизниот потек на четката, ги гали сите наши сетила. Колоритот на Спироски е во функција и е носител на неговата емоционална смиреност и зрелост. Преку делата Спироски ни дозволува и воедно не поканува со раширени раце да влеземе во светогледот и интимата на нашиот Пипо, онаму каде тишината најгласно зборува, а материјалното оживува. Духовноста, зрелоста и пластичноста е токму тука, пред нас. Таа сведочи за едно време, простор и за личности. Таа представува приказна која што се прераскажува и обстојува низ времето. Ликовниот опус на Спироски живе овде со нас. А со тоа живе и авторот со неговите импозантни дела, кои така силно, моќно и јасно говорат за високите вредности на сликарот Перо Спироски Пипо. Сега, пред да ја отвориме изложбата за отворена, сакам уште една минута внимание. Со оглед на повеќе децениската соработка на Драган Ристевски со својот цимер Ѓорески, ние сакав уште нова година да го да му посветиме внимание, а сега од два дара и од Драги од мене ќе искажиме благодарност за соработката. Генерација со Владе, па во иста гимназија учи пригодната, бевме и цимери во Скопје, кои се определи, јас бев новинар за култура и уметност, кои се определи за историја на уметноста, па за да подлагочи неговото знање, теорија на уметноста му Така, ајде. Така. Ние бевме на едно заедничко патување со Драган и од Аргентина му донесовме, ми се надеваме дека ќе му се допадне ова, ова дело. Повели Владе. Така, како краси твоите ѕидови, се надевам дека и ова ќе го... Уживајте и насладувајте се на половините и на вредностите на сликарството. Честитам тебе, пред се има си цела екипа. Нешто феноменално. Не знам колку ми требаше енергија за да не се расплаче. Тука бака на имаше уште неколку нешта што сакав да ги споделам во моите размислувања пред неколку време. Меѓутоа, премногу беа емотивни и не сакав да се разлигава. А што сакавте да кажете? Некои спомени што ги имам драги од татко ми, нешто што еде така, неговата сила, неговата моќ, неговите способности, колку знаеше на сите се да ни направи. Значи, можеше куќа да направи од копање темели до покрив. Како педагог, јас затоа кажав тоа, во една реченица, не само на учениците и на нас, неговите деца, ма сите од брачедите, од тетките, беше, значи, дедо Перо, дори внуците, дедо Перо иди јадете, значи, и тој веше, зошто ме користите како плашило, јас не сум таков. Меѓутоа, појавата негова, гласот негов, строгоста на начинот на кој што се изразуваше, беше... Вечна му слава. И многу таков стабилен поглед. Да. Јас не го познавам. Да. Јас сум воодушевена од сето што го знам за него, што го слушнав и од неговите дела. А и од пасијата со риболовот бил севкувен човек. Па тие раскажувања, па тие мои ноќни мори за она што го слушав, што го кажуваше. Значи под ведро небо и ќе кажеше, ми шуштеше збијата. И јас вечер да му пише по соно. Значи страшни нешта, меѓутоа бестрашен, храбар,
немаше, толку беше чисто срце што не се плашеше од ништо во никој случај. Не сакаше нити да се улизува лево десно да бара некакви спонзорства. Значи, ако добиеше признание, го добиваше затоа што некој на вистина му укажал прилика за да добие признание, го испочитувал, а не затоа што тој ошол 3 пати, 5 пати да му се моли на некој си таму, ама јас немам награда добиено, наваму. А затоа најубаво сведочи наградата што ја доби на тогашниот извршен совет на анонимен конкурс. Така да. А како стигна владата на Република Македонија да има негово дело? Значи, јас не знам. Не знам. Значи, Браво! Секоја ја откупија мислам така на конкурс, беше анонимен конкурсот од шифри и имаше само услов да бидат делата македонски пейсаж и да биде димензијата 3 метра на 2 метра. Значи, тоа се огромни. И тој направи 3. Едното ја доби наградата и ја задржа ја во извршниот совет, другата ја продаде, а третата е кај внука ми, таа е во Загреб, не знам дали е во Загреб сликата, дали е тука, не искомунициравме. А таа што беше продадена во Скопје, јас пред, така бев малце активна со невладини раму таму и на едно советување во Цар Самуил и пикни се ваму таму во паузите и во бакет залата ја гледам сликата која што, а таа беше за мене ветена, ако не ја откупат. Меѓутоа, секогаш парите биле потребни, а се знае, уметноста нема некоја финансиска, барем додека е жив авторот. И кога ја видов сликата, значи, не можев да се одделам од неа.